Правете им добро на своите пријатели да ги задржите, а на непријателите за да ги победите. Зошто животот без пријателство е ништо. Па нели самиот Христос ни заповеда и ни остави пример да ги сакаме нашите непријатели и да се молиме за нив. Така треба и ние да чиниме. Пријателите често и те забораваат, а непријателите пак никогаш. Но тоа не треба да не плаши, бидејќи гледано од наш агол, со наши билкарски очи ќе кажиме: невремето прави дрвата да пуштаат подлабоки корени. Така е и со луѓето. Кога сме кај корените, со оваа билкарница, па и со оние што следат, ако даде Бог, ќе ги пуштаме уште подлабоко за дрвото да направи што поголема крошна и да даде што подобар род. Не радува и фактот дека стануваме дел од вашето секојдневие, што би се рекло ваши пријатели. Токму затоа и ова наше денешно другарување го започнуваме пријателски. Среќа е да се имаме едни со други, но и во несреќа се гледа уште повеќе колку едни на други сме си верни. Затоа и постои ова емисија, па со Господ напред, да го зацврстиме ова наше пријателство и да ви кажеме: добре ни дојдовте во уште една наша билкарница. Низ времепловот на билкарница кажавме за многу болести и споделивме многу народни искуства. Ние двајцата, Дејан и Кико, како и секогаш, и овој пат ќе зборниме за нешто интересно, ново и малку кажано. А вие, наш верен македонски народе, следете не до крај и нема да се покаете. Иритабилен колон или надразнето дебело црево. Оваа болест може да се појави без никакви органски причини, така што да се дијагностицира не е толку лесно. Станува збор за функционално заболување на цревата, кое се манифестира со болка, надуеност, запек или пак пролив. Може да биде предизвикана од дисбактериоза, нарушување на киселоста или пак генетска предиспозиција. Кога подвижноста и чувствителноста на дебелото црево се наруши, може да се појават напади кои траат повеќе од еден месец. Синдромот на нервозно дебело црево се влошува под стрес. Третманот со народни пак лекови помага не само да се ублажи болката, туку и да се врати микрофлората. Постојат 4 типа на оваа болест: со запек, со диареја, мешана и неспецифична. Како го откриваме синдромот на иритабилен колон? Знаците може да се кријат за други болести, така што дијагностицирањето на ова нарушување е малку повеќе комплицирано. Со цел самостојно да се дијагностицира присуството на овој конкретен синдром, а не на какви било други болести, треба да обрнеме внимание на некои карактеристични знаци. Абдоменална болка од непознато потекло. Стомакот почнува да боли ненадејно и неочекувано, без никакви предуслови за ова. Тешко е да се одреди специфичната локација на болката. Се чини дека таа е некаде внатре и ја заваќа целата празнина. Но многу е тешко да се одреди нејзината специфична локација. Како по правило, болката е досадна, поретко остра и пробудувачка, со многу чести грчеви, чие што пак појавување може да биде во корелација со времето на психолошки искуства и грижи. Надуеност обично му претходи на сите горе наведени карактеристики. Таа може да се појави дури и самостојно. Ждригање, формирање гасови во цревата. Овој симптом може да укажи не само на синдром на нервозно дебело црево, туку и на други гастроентеролошки заболувања. Но, со другите знаци на синдромот, сигурно можеме да забележиме дека ждригањето и формирањето на гасови се јавуваат баш поради овој синдром.
запек или диареја. Овие две крајности често се менуваат и најверојатно укажуваат на проблеми со цревата. Во исто време, овој симптом може да предизвика и манифестација на други знаци, например грчеви или пак болка. Синдромот на нервозно дебело црево е збир на симптоми кои ги одразуваат нарушувањата на системот за варење, како диспепсија, гадење, повраќање, нарушување на столицата, стомачни болки и друго. Оваа појава не може да се препиши на независни болести и затоа е невозможно целосно да се излечи. Земајќи ги во предвид современиот начин на живот, ритамот на спиење и будност, секојдневната исхрана, овој синдром е забележан речиси ке 45% од сите жители на планетава. Болеста не е опасна по животот на пациентот, но може значително да влијае на функционалноста на целиот дигестивен систем како целина, предизвикувајќи голем број на други болести. Кои фактори влијаат на оваа болест? Механизмот на формирање на овој патолошки синдром не е целосно разбран. Наместо тоа, ова е комбинација од различни предиспозицијски фактори кои пак действуваат како активатор за формирање на зголемена чувствителност на цревните мукозни мембрани. Меѓу главните причини особено се истакнуваат повреда на инервација, тоест транспортот на сигнали од мозокот до цревата, нестабилна психоемоционална позадина, како депресија, ментални нарушувања, стрес фактори и слично. Тука се и заразните болести во цревата, појавата на паразити, генетскиот фактор да не го заборавиме, тешки хормонални нарушувања кои можат да се случат во бременост, патологии на тироидната жлезда, повреда на моториката на цревата, неумереност во тутун, алкохол или пак користење лоша храна. Сите овие фактори можат да доведат до сериозен дисбаланс, болка и нарушување на столицата, што со текот на времето може да прерасни во клинички проблем. Третман на синдром на нервозно дебело црево со народни рецепти, со примена на лековити билки и почитување на строга диета. Патологијата често има хронична форма, па лекарите препорачуваат да се следат строги медицински препораки во текот на долг временски период. Кај синдромот на нервозно дебело црево често се развиваат постојани нарушувања на столицата, болка во долниот дел на стомакот. Традиционални методи на терапија. Во арсеналот на бабини рецепти има голем број на лековити билки кои можат да ја намалат иритацијата на цревниот тракт и тоа за неколку часа. Како да го смирите надразнетото дебело црево? Во овој случај, народните методи се ефикасни против овој синдром, не само за време на влошувањето, туку и како и превентивна мерка за овој проблем. Традиционалната медицина ви овозможува да ги елиминирате непријатните симптоми во најкус можен рок. Стабилизација на столицата, нормализација на цревната микрофлора, олеснување на болниот синдром, елиминација на знаци на надуеност, лечење на повраќање, како и на гадење. Главен услов за ефикасен третман е комбинација на традиционалните методи заедно со правилна исхрана и правилен режим на спиење. Зошто спиењето? Затоа што навременото спиење го намалува факторот на стрес, ја зголемува отпорноста на телото на разни болести, помага да се подобри расположението и го поставува пациентот во оптимистичко расположение. Ефективни рецепти. Кога ќе се појават првите знаци на синдром на нервозно дебело црево, се препорачува да пиете повеќе течности.
Обичната вода ја намалува горушицата, која е проследена со кисел вкус во устата, болно голтање и чувство на жарење во градите и се справува со зголеменото формирање на гасови. Како да се третираат цревата со зголемена чувствителност на слузницата? Во арсеналот на традиционалната медицина постојат многу различни начини да се ослободите од непријатните симптоми поврзани со овој проблем. Без оглед на основните причини за патологијата, како третман се користат следните добро познати рецепти. Денес билкарница одлучи да ви кажеме прво специфични рецепти, а потоа општи, кои што се употребуваат при овој проблем. Рецепт за чај од билки за синдром на нервозно дебело црево, но со диареја. Земете пелин 1 лајца, ајдучка трева 2 лајци, коњско опавче 2 лајци и половина литар вода. Измешајте ги добро билките, додадете врела вода, попарете ги и оставете ги да отстојат 2 часа. Потоа процедете, пијте топло по половина чаша за време на оброкот 3 пати на ден. На синдромот на нервозно дебело црево влијае и третманот со народни лекови направени од следниве природни состојки. Прво, чајот со нишесте го подготвуваме за симптоми како диареја. Во 1 лајца ладен силен чај разредете 1 лајца скроп и испите го сето тоа во 1 голтка. Корите од калинка се варат во врела вода во однос 10 грама на 200 мл вода и се оставаат така покриени 30 минути. Потребно е да се пие секој втор ден, 4 пати на ден, во редовни интервали и еднакви порции. Првата доза да биде на празен стомак, а последната доза треба да биде пред спиење. Третман на нервозно дебело црево со запек. Тука е неопходно да се осигураме дека диагнозата е точна, бидејќи тешкото движење на дебелото црево може да биде предизвикано и од други причини. Чајот од семе од тегаец значително ја ублажува состојбата. 1 лајца семе се попарува со топла вода, се остава половина час и се пие од смесата по 1 лажица на ден. Рецепт за мешан чај од билки за синдром на дебело црево со запек. Земете по 1 лајца анасон и анис, 2 лајци нане, 3 лајци камилица и 3 лајци крушина, а сето тоа го подготвуваме со половина литар вода. Измешајте ги билките, додадете зовриена вода, оставете го да отстои 2 часа па процедете го. Земајте по половина чаша 3 пати на ден после јадење. За тежок запек ќе помогни и одвар од трици. Ајде да кажеме еден рецепт за одвар од трици. Но прво, поподробно, да објасниме се за него. Земете 1 чаша млеко и 2 лајци трици. А како да ги приготвите? Прелите ги триците со врело млеко. Сето тоа се вари на тивок оган, околу 7 или пак 10 минути, се остава 30 минути да се излади и пијате по 1 чаша на ден. За да се одмориме и ние малку, а вие да видите и научите нешто повеќе, Билкарница повторно ве носи во селото Амзабегово, каде што ќе продолжиме да раскажуваме за смилот и ќе чуете многу интересни факти кои сигурно не сте ги знаеле, кога го имаме на дофат на раката овој златен цвет.
народната медицина смилот се користи во мешавините на чај за чистење на крвта поради неговото благотворно дејство врз лачењето на жолчката и ензимите на панкреасот, како средство за стимулирање на циркулацијата на крвта и лимфата при артрит и ревматизам, а исто така како средство за разредување на бронхијалната слуз и ублажување на искашлување и деконгестија кај бронхит и синузит. Се смета и за мојкен разредувач на крвта, па затоа традиционално се користи при ублажување на болки и грчеви на почетокот на менструацијата. Ефектот на смилот врз состојбата и функцијата на жолчката е најпроучен. Тој помага за стимулација на формирање на повеќе течна жолчка. Заедно со жолчката се излачува и така наречениот штетен холестерол и затоа смилот се препишува во комплексна терапија за атеросклероза, диабет, дебелина, па дури и коронарна срцева болест. Ја намалува киселоста на жолчката, топи камења до 2 мм во неја, помага да се справите со гадење и повраќање, а поседува и својство на аналгетик. Смилот има стимулирачки ефект врз метаболизмот, цревната перисталтика, работата на желудникот и панкреасот. По земање на фитопрепарати од него се забележува подобрување на апетитот, активирање на циркулацијата на крвта. Смилот може да се користи како хемостатик, диуретик или антихелминтик. Во козметологијата растението се додава на производи кои го елиминираат лупењето, воспалението и црвенилото на кожата. Смилот навлажнува и помага при регенерацијата. Чај од растението има смирувачки ефект. Може да се користи за инхалација, за разредување на шлајмот и за ублажување на кашлицата при респираторни заболувања. Смилот може да се справи со алергии од какво било потекло, а да го запри развојот на ракот во раните фази. Со еден збор, смилот ги обновува црниот дроб, бубрезите, жолчката, гастроинтестиналниот тракт, а со тоа го продолжува животот. Одварот смил се препорачува за мачнини предизвикани од дисфункција на црниот дроб, жолчното кесе и желудникот. Со негова помош можно е да се запри воспалението, да се ослободиме од грчевите над зидовите на желудникот, жолчката и цревата. Придобивките од смилот за жените. Во гинеколошката пракса, смилот се користи за лекување кај крварење на матката, цистит, бел исцедок. Смилот содржи природни антибактериски супстанции кои го запираат растот и ширењето на стафилококи и стрептококи. Фитокомпонентите помагаат да се ослободите од чешење, иритација и воспаление. Придобивките од смилот за мажи. Смилот помага да се ослободиме од застојот во машкиот генитууринарен систем, што го спречува развојот на простатит. Активните растителни материи ја спречуваат дегенерацијата на здравите ткива во малигни тумори, заштитувајќи ги тестисите и простатата од влијанието на канцерогените фактори. Редовната употреба на билни миксови базирани на смил помага да се елиминира нервозата, а со тоа да се зголеми сексуалната желба. Фитостероидите на смилот имаат својства за регулирање на хормоните, одржуваат нормално хормонално ниво и ја зголемуваат моќта. Кои се придобивки од смилот за црниот дроб и жолчката? Смилот помага кај хронично воспаление, хепатохолецистит, билијарна дискинезија, холангит,
постоперативен период по отстранување на жолчката, хепатит, вклучувајќи го А, Б и С од вирусна природа. Мешавините со смил ја подобруваат функцијата на црниот дроб. Влијаат на составот на жолчката. Жолчката станува потечна, нејзиниот одлив се подобрува, а нејзините функции генерално се нормализираат. Смилот го подобрува функционирањето на панкреасот и цревата. Крвните садови на цревата се шират, се активира циркулацијата на крвта. Како резултат пак на тоа, се постигнува целосно варење на храната. Отстранувањето на жолчката доаѓа до нарушување на функциите на целиот гастроинтестинален тракт. Цветовите на смилот во овој случај имаат поволен и нормализирачки ефект врз целиот организам. Добробит за слабење. Фитотерапевтите препорачуваат одвар или капки од смил кога правите диета за слабење. Докажано е дека неговите соединенија обезбедуваат сеопфатна помош за губење на тежината и тоа го нормализира процесот на варење на храната, го стимулира разградувањето на мастите, ги отстранува токсините од цревата, го потиснува чувството на глад, го стимулира имунолошкиот систем, го подобрува снабдувањето со крв во внатрешните органи, ги лекува клетките на црниот дроб. За најбрзо слабење се подготвува состав од еднакви делови на пупки од бреза, цветови од смил, камилица и кантарион. Компонентите се мешаат. Ставете 5 лајци од смесата во термос. Прелијте ги со 1,5 литар врела вода. По 30 минути чајот се филтрира и се пие по 100 мл 2 пати на ден и тоа пред јадење. Полза на смилот за кожата. Оваа најважна улога ја откриле и нашите предци, кои користеле смил за да лечат рани и повреди, каснувања, изгореници и разни кожни болести. Поради овие причини, луѓето одамна прават мелеми за рани од смил, а во комбинација пак со невен, овие мелеми се широко користени во лекувањето на кожата и слузокожата. Различни видови лузни и стари повреди може успешно да се отстранат со втривање на етерично масло или мелем од смил. На ист начин може да се третираат и стрии, проширени вени, хематоми, пукнати капилари. Кожни болести, како псоријаза, екзема, потоа каснување од инсекти и изгореници. Поради овие причини, смилот е исклучително важен во современата козметологија, бидејќи се користи за производство на креми против брчки и старечки дамки. Козметолозите ја ценат оваа билка поради изразените антивоспалителни и регенеративни својства. Со негова помош можно е да се нормализира снабдувањето со крв во сите слоеви на кожата, да се поправат дефектите предизвикани од негативното влијание на надворешните фактори. Одморени, полни со свеж воздух, со арома на смил. Повторно сме со вас.
во студиото на ТВ Сонце и се враќаме на нашата денешна тема – со лековите од народната медицина. Синдром на нервозно дебело црево, лечење со народни традиционални рецепти. Важно е да се земи предвид дека третманот на синдромот од нервозно дебело црево треба да се спроведува под надзор на лекар, бидејќи и други болести кои се многу потешки за лекување имаат слични симптоми. Традиционалните рецепти советуваат да јадете повеќе јаболка. Тие помагаат да се избегнат нападите. Мелениот корен од ѓумбир и исто така ги ублажува симптомите, а може да се подготви на пареја и да се конзумира како чај. Антички рецепт кој се користи за елиминирање на формирањето на гасови и надуеност ја нормализира столицата. Безбедноста и ефективноста на овие билки е потврдена дури и во педиатриската пракса. За да го подготвите одварот, ставете 2 лајци семе од копар или анасон во 500 мл зовриена вода. Динстајте го на тивок оган околу 10 минути и оставете го додека не се излади природно. Одварот се филтрира преку двојно преклопен завој и се пие по 100 мл неколку пати на ден, но после јадење. Обично на третиот ден симптомите исчезнуваат, а леснотијата се чувствува во епигастричната област. Лечење со камилица. Камилицата е едноставно и достапно растение во борбата против нападите на надразнетата слузокожа на цревата и желудникот. Чајот од камилица совршено ги ублажува спазмите, ја подобрува подвижноста на цревата и помага во ублажување, пригадење и повраќање. За да подготвите чај, прелите 1 кафено лајче камилица со чаша врела вода 15 минути. Процедете и пиете во текот на денот. Вкупното време траење на третманот е од 2 до 4 недели. За да го подобрите вкусот, можете да додадите и малку мед во чајот. Одвар од липа. Цветовите од липа се вклучени во многу лековити миксови, насочени кон елиминирање на непријатните симптоми на дигестивниот систем. Покрај тоа, липата го зголемува локалниот имунитет, го забрзува закрепнувањето и ја стимулира отпорноста на телото на многу патогени и микроорганизми. За отстранување на грчевите, болката и запекот може да помогне витаминскиот чај на база на липа. За употреба ќе ви требаат 2 лајци суви кори од портокал, 1 лајче мелен цимет и 1 литар вода и секако 2 лајци цвет од липа. Смесата ставете ја на тивок оган и доведете ја до вриење. Потоа трнете ја настрана покриена и после 1 час процедете ја. Пите топол или жежок одвар неколку пати на ден. Мешавина за здравие на цревата. За да ги подобрите дигестивните процеси, можете да го користите следниот ефикасен рецепт. Наутро на празен стомак испите 300 мл топла вода со сок од алоe, мед и 5-6 капки сок од лимон. Оваа мешавина ја подобрува подвижноста на цревата, а се користи и за да го намали зголемувањето и формирањето на гасови, да ја елиминира горушицата и секако надуеноста. Терапија со јаболко. Јаболката се познати по нивното изобилство на влакна и витамини. Едно јаболко дневно е доволно за нормализирање на целиот дигестивен процес и стабилизирање на столицата. Можете да пиете и сок од јаболко или пак да го измешате со сок од морков, а во него да додадете и сливи. Јаболката може да се јадат и печени со мед или пак јаворов сируп. Редовното конзумирање на свеж јаболка ќе го зајакни локалниот имунитет и ќе го намали ризикот од влошување на болеста. Билна мешавина од камилица и крушина. Комбинацијата од камилица и крушина ефикасно ги ублажува симптомите на запек и нарушување на дефекацијата.
За подготовка ќе треба да измешате кора од крушина, камилица, корен од валеријана и една лајца семе од копар. Сето тоа го ставате во 1 литар вода. Се остава на тиво коган околу 30 минути, пошто се трага од огнот и се филтрира преку една газа. Добиениот одвар се пие по 300 мл 2 до 3 пати во денот. Во исто време, првата доза мора да биде на празен стомак. Вкупното пак време траење на третманот е од 7 до 10 дена. Смесена билки за смирување ако во позадината на оваа болест факторот е стрес. За подготовка ќе ви требаат цвет од камилица, ким и анасон, корен од валеријана, листови од мента и цвет од билката синчец. Сите состојки се мешаат во еднакви размери. Потоа, земете 2 лајци од смесата и прелите ја со половина литар врела вода. Се покрива и се остава на пареја 20 минути. Потоа се лади и се процедува. Пијте по 200 мл 2 до 3 пати на ден. Терапијата треба да биде и да трае 14 дена, пошто се прави кратка пауза. Помеѓу дозите на овој одвар, можете да пиете тинктура врз основа на валеријана, божур или пак мајчина душица, и тоа од 10 до 15 капки на 100 мл вода. Комбинација на липа и невен. Ова мешавина е ефикасна против тешки манифестации на синдром на нервозно дебело црево, особено со болки во гастроинтестиналниот тракт, задржување на измет, надуеност и диспептични разни други нарушувања. За да ја подготвите, треба да измешате еднакви делови од невен, цвет од липа, мента, лист од бреза, жалфија и синчец. 2 лајци од смесата се ставаат во 1 литар врела вода, се загреваат на пареја околу 40 минути, потоа одварот се кисне, се лади и на крај се филтрира. Ако се сомневате за развој на цревна дисбактериоза, задолжително да се вклучат пробиотици во третманот со народни лекови. И лукот е билка и е препознаен како еден од најефикасните и најприфатливите народни лекови во третманот на синдром на нервозно дебело црево. Многу пациенти тврдат дека лукот може брзо да ги ублажи грчевите и абдоменалните болки, како и да го помогне варењето поради недостаток на ензими за варење. Доволно е да се проголта едно чешне лук со многу вода. Силниот лук се смета за универзален во решавањето на проблемите со гастроинтестиналниот тракт и се користи не само за синдром на нервозно дебело црево, туку и за чир на желудник, а исто така активно учествува во обновувањето на цревната микрофлора и делува како превентивна мерка против многу болести. Маточината се смета за прилично ефикасен народен лек за лекување на симптоми на синдром на нервозно дебело црево. Билката може да ја нормализира состојбата на еритираните цревни ѕидови, што помага да се олесни ослободувањето на гасовите. Препаратите кои содржат листови од маточина делуваат смирувачки и имаат благо хипнотичко дејство. Семе од морков. Бројни прегледи од луѓе кои страдаат од оваа патологија укажуваат на тоа дека семето од морков може да помогне во зголеменото формирање на гасови и да спречи цревни нарушувања. За да се запри синдромот на нервозно дебело црево, третманот со народен лек, кој е во форма на семки од морков, се спроведува според следната шема. Тоа се консумира во исхраната 3 пати во текот на денот во еднакви интервали со единечна доза од половина лајце. Свежиот копар
е одличен за ублажување на симптомите поврзани со синдромот на нервозно дебело црево. Ја елиминира непријатноста во пределот на стомакот, а се бори и со надуеност. Се препорачува да се користи свеж копар, додавајќи го во различни јадења или да се конзумира едно гранче за време пред или после јадење. Зелените делови од копарот се збогатени со корисни материи и микроелементи, неопходни за телото, а можат да ја елиминираат болката и да ги неутрализираат симптомите предизвикани од овој синдром. Чајот од мента често се користи како народен лек за третман на синдром на нервозно дебело црево. Ментата може да ги опушти цревните ѕидови, што резултира со брзо намалување на болката. Ова растение се користи и суво и свежо како додаток на чај или пак можете да го искористите во различни јадења. Пелинот е моќен лек во борбата против паразити. Затоа по правило, пелинот се употребува во третманот на нервозни црева со народни лекови во случаи кога синдромот бил предизвикан од бактерии, габички или паразити. За третман се користи чај од пелин, кој е прилично лесен за подготовка. Разредете на лајца пелин, здробен во прашок, со 300 мл врела вода, оставајќи го во термос еден ден. Пијте половина чаша 3 пати на ден. Кимот помага да се елиминираат негативните симптоми на синдромот на нервозно дебело црево. Активните својства на семките од ким можат да ја отстранат болката, да го смират мазното мускулно ткиво на цревата и да ја неутрализираат непријатноста, што пак произлегува од прекумерното формирање на гасови. За лекување на симптомите на синдромот на нервозно дебело црево, маслото од ким се смета за особено ефикасно и од него се земаат 3 капки дневно и тоа од 3 дена до 1 недела. Масло за синдром на нервозно дебело црево. Кога се диагностицира синдром на нервозно дебело црево, третманот со народни лекови вклучува третман со масла. За масажа се препорачуваат бадем, сандалово дрво, нане, здравец, како и чајно дрво. Ефектот ќе биде посилен ако измешате 2-3 капки од секое и ја втривате смесата во стомакот неколку пати на ден. Докажан народен лек за пиење масло од облепиха за синдром на нервозно дебело црево. Тоа го подобрува лачењето на киселина во желудникот, го зголемува функционирањето на панкреасот и го обновува епителот. Благодарение на токоферолот го нормализира варењето на храната и го ублажува запекот. Не можеме а да не ги спомниме тинктурите при лечењето на овој синдром. За синдром на нервозно дебело црево корисно е 2 пати дневно да се пијат 2 лајци алкохолна тинктура од пелин. Таа за овој проблем се прави последниот рецепт. 2 лајци мелена билка од пелин се преливаат со 500 мл медицински алкохол. Оставете го еден ден на темно место и конзумирајте, разредувајќи ја тинктурата со свежа вода. Исто така, за овој синдром се препорачува тинктура од прегради од лушпиот дорев. 300 грама ореви мора да се искршат и да се отстранат преградите помеѓу јадрата, но не ги фрлајте. Потоа треба да ги ставите во стаклен сад и да ги прелиете со половина литар медицински алкохол. Се остава да отстои 2-3 дена. За третманот треба да ја земете оваа тинктура 3 или 4 пати на ден во количина од 6 до 10 капки, разредени во топла чаша вода. За синдром на нервозно дебело црево, тинктурата од прополис во алкохол е одлична. Мора да се зема 25 капки, разредени во половина чаша чиста вода 2 пати на ден. Билкарница задолжително наоѓа време и за вас. И сега е моментот да се слушниме
и да споделите нешто со нас. А колку да не сте не заборавиле, нашите телефонски броеви се 070 570 742 кај Дејан и 075 777 302 кај Кико. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Ало, добар ден, повелете. Јас сум ваш редовен гледач. Пред се голем поздрав до Дејан и до Кико. Ви благодариме. Јас искрено до сега не сум имала проблем поврзан со темата на вашата денешна емисија, но лично јас и во семејството ги имаме користено вашите производи, кои што доста многу ни имаат помогнато. Така? Јас лично ги имам користено капките за вид и еликсирот за вид, кој што многу ми помогна за да го подобрам видот. А исто така за девојчето често го користиме и сирупот за имунитет. А ги имаме користено и сирупите за искашлување од бршлен и сирупот од исландски лишај, кој исто така многу ни има помогнато. Така, одлично, одлично. И Сега е вистинското време да се зајакне имунитетот кај децата. баш овој период го користиме, бидејќи сега е период на настинки и вируси, само одење во училиште, контактот со повеќе деца. Значи сте ја сетиле разликата кога го употребувате и кога не. Да, претежно овој есенскиот период го користиме за да го подобриме имунитетот. Сакам да искористам оваа прилика да им препорачам на вашите гледачи, значи доколку имаат било каков здравствен проблем, да пробаат со користење на производите кои што ги нудите, бидејќи не само мене и на моето семејство, туку знам и доста блиски пријатели, например, кои што користеле производи од кај вас и му имаат доста многу помогнато. Одлично. Така, ви благодариме. Голем поздрав. Фала и вас. Поздрав. Пријатно. Пријатно. Пријателството, кое е престанало да постои, тоа никогаш и не постоело. Ако било од љубов, што мислите? Дали ќе запрело? Пријателството не се бира. Тоа си дошло самото по себе, како љубовта. Пријателот и добрите особини како воспитувањето ќе те следат и таму каде што парите не можат да те допратат. Среќата ни ги дава. Несреќата пак ни ги проверува. А многу пати вистинскиот пријател го запознаваме, заприметуваме, засакуваме, дури тогаш кога ќе го изгубиме. Неговата улога е да биде покрај нас, кога сме во право, и да ни забележи и да не исправи, тогаш и кога грешиме. Па кога ќе ни дотежи во животот, ќе забележиме. Подобро е да одам со пријател во мракот по темница, отколку сам по денот. И како велат, Господ да не ве остави без пријатели. Уште една билкарница полна со пријателски и добронамерни совети. Дали ќе ни возвратите и вие со тоа што ќе примените по некој од билките кои ги спомнавме денес, по некој добар народен лек, изваден од дамарите на нашиот мудар македонски народ? И да не е наменет за вас, помогнете им на вашите роднини и познати. Ако пак го направите тоа, можеби ќе си стекнете и пријател. Време е да се разделиме, наши верни и драгоцени пријатели, и ви посакуваме. Добриот Бог да е секогаш ваш помошник и пријател низ сите неволји од овој живот, исто како што и е досега. И кој ќе не одјави? Не е важно кој ја почнал билкарницата, туку кој ќе ја заврши, да се насмееме. И овој пат повторно истите Дејан и Кико, како што почнале, така и ќе завршат. Ако нешто ви затреба, побарајте не на 070 570 742 кај Дејан и 075 777 302 кај Кико. Билкарница е секогаш отворена за вас
и топло ви препорачува. Бидете здрави! Оти лекот е 5 пари, Само треба да го најдиш.